Струмичките пожарникари спасители дел од тимот македонски спасувачи кои учествуваа во акциите по разурниот земјотрес во Турција, доцна синоќа си дојдоа дома. Преморени по долгиот пат, но и по потресните слики на кои што сведочеле, дојдоа во општинската зграда каде ги пречека струмичкиот градоначалник. Раскажаа за искуството во Адијамен кога пристигнале и каде биле распоредени. Нашиот тим, републичките сили, веднаш беа разместени во градот Адијамен. Тој е град близко до турско-сириската граница, станува збор за град со население околу 270.000 жители, кои што според информацијата кои што ги добивме при самото разместување, голем дел од зградите се работи таму претежно за повеќекатници беа срушени, а останатиот дел не се веќе за живење, нема никакви услови за живење. Големиот дел од населението е со повреди, има неколку илјади луѓе мртви, повредени, раселени, ситуацијата е многу тешка. Нашиот тим со самото пристигнување веднаш се обрати во базата за операции во координативниот штаб каде што беше и веднаш му беа дадени GPS координати на одредени локации и веднаш почна со спасувачката мисија. Конкретни задачи, пребарување на десеткатница во која што според информацијата на локалното население и на турскиот АФАД, што е исто како што е нашиот, за управување со кризи, имаше затрупано преку 100 луѓе. Се работеше деноноќно, работеа повеќе спасувачки тимови заедно со турските спасувачки сили. На петиот ден, добивме информации дека во еден од објектите таму каде што бевме се слушаат гласови од некој затрупано лице. Веднаш беа преземени сите акции. Целиот републички тим пристапи кон спасување, беше излечена после 5 часа таа акција, жива жена и предадена на нивните служби за брза помош, што се смета во вакви услови веќе после 5, 6 до 7 ден евентуално за вистинско чудо од ординативните да биде излечена жив човек. Нашиот тим, комплетно, со сите други екипи што беа таму од републичкиот тим, успеа да излече жената и здрава и жива да ја предаде, што го сметаме како еден голем успех во кариерата на еден спасувачки тим. Непроценливо чест представува тоа, не постои награда за спасувачки тим да излече живо лице под ординативните. Освен потврда за огромната трагедија, пожарникарите сведочат и за огромната пожртвуваност и солидарност меѓу луѓето во Турција во овие исклучително тешки времења за турскиот народ. Чувството уште не се испомешани, бидејќи таму владее сега и огромна жалост, тага, конфузија се уште не се средени нити нивните чувства, не па нашите чувства да бидат средени. После петиот ден, веќе четвртиот ден се почнаа да излегуваат се повеќе мртви тела, владе голема тага, роднините се таму веднаш до објектите. Чувствата се доста испомешани. Сепак усетивме дека од локалното население веќе ни покаже огромна почит. Не прашува од каде сме, Македонија, и веќе наредните денови кога идовме сите и Македонија, има голема почит према нашиот тим. Чувствата се огромни. Ние сме големи професионалци, овој тим работи заедно веќе 8 години под капата на дирекцијата за заштита и спасување. Сите овие 8 години има поминато многу обуки, меѓународни вежби, реални ситуации, земјотреси. Само збор за вистински професионалци, луѓе кои се ја сакат својата служба. Може да порачаме на сите граѓани дека сме максимално спремни, но подобро да не дојде до ситуација за да бидеме ние ангажирани. Струмичкиот градоначалник со символичен гест ги награди сите струмички пожарникари со бесплатен паркинг до крајот на нивниот работен век, додека за 8 спасители издвоен е и паричен надомест во висина од една просечна плата. Јас поделувам емоцијата со 8 наши херои, односно 9, затоа што имаме уште еден припадник на противпожарната единица кој што остана во Турција заради потребите на луѓето таму, на граѓаните. Навистина, поклон до земја од мое име како човек пред се, на страна функцијата градоначалник, затоа што колку и да сме поминале обуки, односно да поминале обуки, овој тим од 8 луѓе кои што замине во Турција, на крајот сепак покажавме дека хуманоста, човечноста, доблеста излезе на површина. Овие 8 луѓе замина илјадници километри од
нивните огништа за да отидат во Турција и да спасат човечки живот. И да излезат во пресрет на луѓето на кои што им беше тоа потребно. И има Струмица на што да биде горда. Струмица има многу гордости, но ова е потврда и печат дека со сигурност треба да бидеме горди на нашите пожарникари. И Струмица најмалце што може да направи е покрај благодарноста, покрај сите признанија, покрај сите финансиски придобивки, е да каже едно благодарам во име на хуманоста во светот, не само за Струмица, оти ова. Струмичките пожарникари една седмица беа во спасувачка акција во Турција.